Добар ден, Бојана од новиот скијачки центар Михајлово, кој пулсира во срцето на Кожов. Овде на првиот работен ден на скијачкиот центар, но и првиот ден од 2025 година, премиерот Христијан Мицкоски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, министерката за финансии Гордана Кочовска Димитриевска, градоначалникот на општина Кавадарци и дел од пратениците во Македонското собрание официјално го отворија новиот скијачки центар Михајлово, но и првата скијачка патека која го носи името Македонија. Премиерот, министрите, пратениците и градоначалникот и сите присутни посакаа многу успех, здравие, среќа, радост и берикет во 2025 година, а токму овој настан за кој велат дека е навистина прекрасен настан, може да ја одбележи каква ќе биде 2025 година, дека истата се очекува да биде многу успешна со многу капитални инвестиции. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев порача дека Кавадарци прераснува во град кој има за цел да го негува туризмот, но и да има што повеќе капитални инвестиции кои ќе помогнат за да се подобри животот на граѓаните, но исто така граѓаните да имаат место каде да се рекреираат, бидејќи овој дел тука на планината на Кожов претходно служел само за во топлите денови, односно пролети лето, каде што имало велосипедисти и планинари, но сега конечно и ќе можат љубителите на скијањето да доаѓаат тука и да се рекреираат, а се очекува и да се отворат уште 2 скијачки патеки. Во продолжение да ги слушнеме пораките на градоначалникот на општина Кавадарци, но и на премиерот Христијан Мицкоски. Се наоѓа на ИД 300 метра надморска висина, а завршува на ИД 400 со должина од прилike 400 метри. Покрај стаза имаме содржина за помладите дечиња во делот на рекреација со врташки, со реквизити за снег. Имаме лента од 120 метра кај што најмладите ќе се обучуваат и ќе се качуваат на иста лента за да научат да скијат. Ова е исклучително голема можност за кавадарчани, но не и само за кавадарчани, туку од сите краеви на државата да дојдат да уживаат во овие прекрасни природни убавини, да се рекреираат. И секако тука не изостанаа и пораките за тоа што се очекува во 2025 година. Секако најнапред се очекува да бидеме здрави и живи и успешни, а Македонија да се движи во правилна траекторија за да се подобри животот на граѓаните. Секако тука не изостана и прашањето за тоа што се очекува на економски план. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека 2024 година ја завршивме со добра економија, но во 2025 се очекува уште поголем економски развој, се со цел да се подобри економскиот стандард и животот на граѓаните. Да ја слушнеме изјавата на премиерот Мицкоски. Очекувам 2025 да биде поуспешно од 24-та, иако морам да кажам и 24-та ја завршуваме со подобри резултати од очекувањата, кога станува збор на економски план. Очекуваме да имаме исто така исклучително позитивни параметри за растот на бруто домашниот производ во четвртиот квартал, со што се вкупно во целата година во 2024 тој раст да биде 2,6, 2,7, зашто да не и 3%. А за да имаме подобар економски развој, за да се подобри животот на граѓаните, секако потребни се и инфраструктурни проекти кои понатаму ќе ја направат Македонија и подобра, но и попривлечна за странски капитални инвестиции, а токму инфраструктурните проекти се од големо значење. Да слушнеме во продолжение што друго најави премиерот Мицкоски во однос на изградбата на новите автопати и делници и што друго се очекува на инфраструктурен план во 2025 година. Во делот на инфраструктурата очекувам да се завршат сите овие проекти кои што последниве 6 месеци засилено се работат. Веќе во сабота го пуштаме во употреба патот, односно делницата од експресниот пат, која што ги поврзува местото Чатал или познато кај граѓаните како Страцин до Крива Паланка, што драматично ќе го намали патувањето до границата со нашиот источен сосед. Тоа е патен правец, дел од коридорот 8.
еден краток сублимат од пораките од сите присутни тука, но и од граѓаните кои дојдоа и ги пречекаа дел од државниот врв начело со премиерот Христијан Мицкоски, но и градоначалникот на општина Кавадарци. Пораките се дека во 2025 година се очекува подобрување на животот, подобрување на економијата и што повеќе капитални инвестиции, но и што повеќе вакви проекти се со цел граѓаните да имаат каде да се рекреираат. Оваа прилика ја користам и јас да им честитам и на сите гледачи на телевизија Алфа, но и на сите граѓани на Македонија. Среќна нова 2025 година, да сме здрави и живи, радосни и оваа година да ни донесе многу берикет и среќа.